Штипските дечиња растурија со знаење и умешност на зимскиот камп во Крушево, каде поминаа една недела на зимување. Таму ги покажале сите своји квалитети во делот на спортските и надпреварите по знаење. Во брза географија требаше да напишевме град, село, држава, растение, река, планина. Исто тоа имавме една минута да го напишеме сето тоа, за да биеме први. Освен што се забавувале и дружеле, дечињата имале можност да се запознаат со убавините, но и со историјата на Крушево. Запознав многу пријатели од различни градови и имавме можност да се дружиме. Отидовме до многу историски, културно-историски споменици, до местото Слива, каде се одвивала битката, во исто време и со Мечкин камен. Го видовме споменикот, се сликавме. 30-ната дечиња од Штип беа дел од кампот што за различни категории семејства го организираа Министерството за труд и социјална политика. А уште со самото пристигнување во Крушево имавме еден состанок со сите деца и јас убаво и објаснив што значи самиот збор социјализација. Дека се таму да се дружат, да знаат да се однесуваат со други дечиња, да знаат да си го местат креветот, да знаат со еден збор да имаат ред од наутро до навечер, од самото станување до навечер. Вакви кампови за зимување и летување се организираат секоја година, но благодарение на ангажманот на волонтерите, годинава дечињата од Штип покажале исклучителни резултати. Јас од името на општинската организација на Црвен крст Штип сум среќен и што токму во нашата организација постојат вакви волонтери кои што својата креативност ја покажуваат на дело. Токму ова зимување тие покажаа дека преку нивното анимирање на овие дечиња успеале да обезбедат повеќе награди во категориите кои што се надпреварувале. Инаку, Штипскиот Црвен крст е лидер кога во прашање е бројот на волонтерите. Во моментов овде се ангажирани 3000 волонтери, а 400 се зачленети во организацијата на Црвениот крст.